Исклучително лоша е сликата за остварените финансиски резултати на општината во првите 3 месеци од оваа година. Ова е ставот на општинската организација на СДСМ, од каде денеска потенцираат дека неподмирените обврски на локалната самоуправа го достигнале своето највисоко ниво во износ од речиси 1 милион евра. Капиталните приходи, велат од опозицијата, се на рекордно најниско ниво од 6%, а процентот на вкупните приходи изнесува 12%. Нема инвестиции во многу активности кои значат развој на општината. Такви се капиталните трошоци на општината со само 2% реализација, урбанистичкото планирање со само 6% реализација, уредувањето на градежно земјиште, капитални трошоци со само 4% реализација, изградба на комерцијални објекти со само 3% реализација, проекти за енергетска ефикасност со 0% реализација, изградба на сообраќајна сигнализација со 0% реализација, изградба на системи за водоснабдување 0% реализација, спорт и рекреација, капитални трошоци 0% реализација. Овие, како што велат од СДСМ, поразителни податоци според Иванов се резултат на погрешните политики на градоначалникот Чадиев. Тој пак смета дека пресконференцијата на СДСМ е само уште еден доказ за катастрофалното дејствување на опозицијата. Велешани вели се сведоци за голем број градежни активности токму онаму каде никогаш не се работело, а сведоци се и на неколку странски инвестиции реализирани во изминатиот период. Пред мене се дневните извештаи за финансиската состојба на општина Велес од првиот ден кога постанав градоначалник до денеска. Нити еден ден општина Велес нема негативно салдо на сметката. Словно ќе ви ставам на увид да ги погледнете. Лесно е да се критикува, но тешко е да се работи, да се поддржат вистински проекти. Јас ќе повторам како вчера што ги прашав на пресконференцијата, зошто гласаа против инвестицијата на Маркарт, на Јапоне, на Хемомак пестициди, каде што веќе работат неколку стотици луѓе. Општина Велес има стабилен фискален капацитет, вели Чадиев, кој денеска ја повика опозицијата да размисли за своите постапки што ги практикува во изминатите месеци, со што го кочела развојот не само на општината, туку и на државата воопшто.